Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Да ја видиме најавата за содржините во ова издание. ВМРО, ДПМН и ДУИ не можат да се договорат зошто не се договориле. Ние не можеме да разговараме за некоја платформа која што тие потпишале со други политички партии во друга држава. Единствен момент, можеби во историјата на независна Македонија, е денеска, за кога немаме никаква разлика со СДСМ и со ВМРО по однос на етничките прашања. И 2 месеца по изборите Македонија е на стендбај. Што сакаше да каже Груевски со последното интервју? Porosia kryesore ishte që ai duhet të shkojë në opozit, mirë po, aty duhet të shkojë si patriot. Последните негови јавни настапи се во една посебна функција да се подготви партијата за одење во опозиција. Посвоените деца бараат законско право да го знаат своето биолошко потекло. Да не направиме инцест на држава и да се заштитиме и самите себе си од наследните болести. Судот во Страсбур пресудил дека недостапноста на информациите е грубо кршење на правата на детето. Постои пракса во оваа област која што треба да ни биде некаков знак, некаков патоказ, ние да го промениме нашето законодавство. Во пресрет на Денот на љубовта, колкумина го забележале Скопскиот мост на љубовта. Не знам да ти кажам право. Прв пат ги гледам. Тие катанци ги стават за љубовта. Во Париз, љубовта натежна на мостот, кај нас, ни на мостот, ни во животот. Не е лесно да се биде среќен во несреќно општество. Сречко Поповски подготви нова саботажа која ќе ја видите кон крајот на емисијата. Ве поканувам да бидете на Алсат, најавените содржини се по паузата. Гледате 360 степени. Викенд интервјуто на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски продолжува да биде предмет на различни интерпретации, од патриотско-државнички до губитнички. Сепак се чини дека малкумина ќе се спротивстават на тезата дека Груевски со интервјуто ги урна сите мостови кон Дуи Али Ахмети, барем за оваа фаза. Дали тоа беше една од целите на настапот, дали тоа е последица на средбата Груевски Ахмети што се случила кон крајот на минатата седмица, дали интервјуто е одговор на она што Груевски го слушнал од Ахмети на таа средба, ќе остане во сферата на анализите. Но факт е дека средба имало и дека интервјуто, барем временски, доаѓа по неа. Интервјуто е повод за анализа и од аспект на контрадикциите со претходно изнесуваните ставови од Дуи, особено за текот на преговорите за формирање влада, за односот на двете страни кон прашањето за јазикот во тие преговори, за ставот на ВМРО ДПМН кон другите етнички прашања. Поврзано со интервјуто, внимание предизвикува уште една разлика. ВМРО ДПМН сега неколку пати промптно ги демантира тврдењата на Дуи дека и од Груевски биле барани писмени гаранции за прифатливост на поставените услови како и од Заев. Факт е дека ВМРО ДПМН ни одблиску не реагираше толку ревносно кога портпаролот на Дуи Бујар Османи пред 10 дена изјави дека првпат во историјата на независна Македонија двете најголеми партии на македонците имаат идентичен однос кон етничките прашања. Еве каде ВМРО ДПМН и Дуи не можат да се договорат, зошто не се договориле. Ние им одговоривме дека ние не можеме да разговараме за некоја платформа која што тие потпишале со други политички партии во друга држава, независно за причините кои биле за потпишување на таа платформа. Ние можеме да разговараме за одредени нивни барања, ако ги стават на маса, но не можеме за туги платформи да разговараме. Сакам да кажам дека единствен момент, можеби во историјата на независна Македонија, е денеска, за кога немаме никаква разлика со СДСМ и со ВМРО по однос на етничките прашања. Практично бевме соочени со барањето на Дуи, кое беше јасно, недвосмислено и писмено, со конкретен закон доставен до нас на хартија, со кој што се бараше двојазичност на целата територија на Македонија. Изедначување на албанскиот и македонскиот јазик и со сите можни последици што доаѓаат со сето тоа. Ние им кажавме неколку работи. Прво дека настрана што наша изборна заложба и ветување кон граѓаните беше дека
Тоа е нешто што не е добро да се прифати. Но им кажавме дека пред се е нелогично да има двојазичност на цела територија во една држава во која што македонците се 65%, албанците се 25%. И тоа не е исто. Тоа е прилично различно. И второ, албанските граѓани во Македонија претежно живеат во северо-западниот дел на државата. Конкретен ќе бидам. Затоа што, например, ако се 5 заклетви, кои што реков не се прашања на почетни позиции на ДУИ, туку се услови без кои се не може. Со ВМРО ДПМН не можевме да ја поминеме точката 4, правна држава, во кој што влегува прибе и влегува специјалното јавно обвинителство. Јас ве прашав, дали ВМРО ДПМН ги прифати вашите барања во однос на јазикот? Одговорете ми конкретно. Ако до сега целата дилема и проблеми беа заради различната интерпретација меѓу албанскиот блок и македонскиот блок на политички партии по однос на тоа како се интерпретира членот 5 од Уставот, дали албанскиот јазик е на ниво на локална самоуправа или на ниво на цела држава, ви кажувам дека со СДСМ и со ВМРО ДПМН во моментот немаме разлики по однос на етничките прашања. Имаше и други работи што до крај не ги усогласивме, вклучувајќи ги кадровските прашања. На крајот нема малци и време, бидејќи касно почнаа разговорите. Што тука треба да се нараде повеќе, бидејќи ВМРО ви даде председател на собрание, ви даде 7 министерски места, 2 вице-премиери, 8 министерски. 7 со МВР. Често пати во јавноста се создава впечаток оти ако вие не сте прв човек на ВМРО ДПМН, односно кандидат за премиер, нели вие бевте мандатар за составување на новата влада, дека преговорите ќе оделе полесно и досега ВМРО ДПМН ќе создадеше нов владин кабинет. Вие ли сте пречка? Јас мислам дека јас не сум пречка. И одамна се знаеше дека партијата практично донесе одлука јас да бидам кандидат за премиер на ВМРО ДПМН. И со таа одлука отидовме во избори, цела кампања и сите тоа го знае. Така што тоа е тоа. A do të insistoni maksimalisht që në qoftë se arrini të krijoni qeverisje me VMRO-n, që figurat e kësaj partie që janë në nënhetim mos jenë pjesë e ekzekutivit? Mendoj se po. Тие бара дури и закон да се воспостави. Значи, ако се навратите наназад, ќе се подсетите, јавно го бара тоа, дека треба и закон да има таков, да секогаш победникот биде со победникот. Ние не бевме за закон, бидејќи и тоа како закон е нелогичен закон, но имајќи ја во обзир мултиетничноста во Македонија, имајќи во обзир укажувањата и од надвор и многу други аргументи што ни беа ставени на маса, на некој начин почнавме прекјутно тоа да го практикуваме. Имавме дилеми, но на крајот почнавме да го практикуваме прекјутно. Иако никогаш не сме подпишале нешто такво, се зборува за некаков мајски договор, таков договор не постои, има мајски разговори и ништо повеќе од тоа. Презентува nuk është marrëveshja e majt, për shkak se marrëveshja e majt ka firmat e dy partive politike dhe atje qartë shkruhet se parimi fitues me fitues. Por këtë ne nuk e bëjmë për shkak marrëveshjes, por për shkak rëndësisë parimit. Të kthehem te pikat. Kur VMRO-s nuk i përshtatej ky parim, siç thoni dhe ju. VMRO-s asnjëherë nuk i përshtatet ky parim. Thoshte që nuk ekziston as dokumenti. Tani në këtë situatë sepse ka ndryshuar konteksti, edhe VMRO thirret për këtë parim se intereson të jetë pjesë e qeverisë. Ky është momenti që njerëzit e diskutojnë dhe ju vënë në pozitë zoti Osmani. VMRO-si duhet tash ky parim. Por asnjëherë nuk e ka dashur këtë parim. Pikërisht. Edhe mirëpo është detyruar ta respektojë nga viti 2008 e këndej. Edhe atëherë kur ka pas numrat mos bën me BDI-n, po për shkak se ky parim është nënshkruar. Ние во нашата кампања кажавме дека нелогични работи нема да прифаќаме, дека не сме против албанците. И тоа сме го покажале во многу наврати. Иако не оцрнеа таму. Медиумите на Сорос силно не оцрнеа. Понекогаш и албанските партии, кога сакаа да ја покријат некоја своја неспособност да остварат некои барања на луѓето, најчесто од економска природа, се повикува дека тоа е заради Груевски или заради ВМРО, дека ние нешто не сме дозволиле, не сме дале, сме спречили и така натаму, што е апсолутно неточно. Ndoshta arsyeja kryesore pse bisedojmë se realisht ne e dim që edhe në BDI ka një paknaçi ndaj VMRO-s,
për shkak mënyrën kryesisht se si e kanë propaganduar raportin e tyre ndaj shqiptarëve. Edhe pse jo gjithmonë ashtu ka qenë brenda në qeveri, jo gjithmonë kanë qenë aq të guximshëm e të fuqishëm në qeveri, mirë po mënyrën e propagandimit politikave të tyre e kanë të tillë sa që është krijuar një percepcion në opinion që të krijon një mlef edhe te shqiptarët, edhe te A është ky percepcion i gabuar doni të thoni? Nuk e di, duhet të analizojmë me numra. Nuk mendoj që duhet. Ty si votuesit tuaj? Mendoj se votuesit e dhanë përgjigjen në këto. Gjysma dhe votave ju ikën. Каде е вистината, знаат директните актери. Нас во анализата може да не води само здраворазумската логика и искуството. Наспроти овие недоследности, што беше главната политичка порака што ја испрати Груевски со последниот настап? Тој се подготвува за опозиција, се согласуваат уредникот коментатор во Утрински вестник Ерол Ризаов и универзитетската професорка и колумнистка Беса Арифи, која својот денешен коментар за интервјуто на Груевски го наслови «Очај». Кои пораки, според вас, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ги прати во неговото последно интервју? Mendoj që porosia kryesore që zoti Gruevski kërkoi ta përcillte përmes intervistës së tij të fundit, ishte që ai duhet të shkojë në opozit, mirë po, aty duhet të shkojë si patriot, si njeri I cili u mundua gjërë në fund ta ruaj integritetin e vendit dhe si njeri që I bëri ballë rrezikut, të them ashtu, rrezikut të përhershëm të cilin ai e sheh tek shqiptarët në këtë vend. Mendoj që kjo nuk duhet lejuar, do me thënë që një percepcion I tillë për Gruevskin të mbjetoj, për shkak se faktikisht e gjithë kriza politike të cilën e përballuam këto vitet e fundit, për herë të parë pas shumë vitesh nuk ishte një krizë etnike, por ishte një krizë e cila lidhej ngushtë me kriminalitetin. Unë e kuptoj, do me thënë, zoti Gruevskin, për shkak se I njëjti mendon që të vazhdoj mëtej me aspiratat e tij politike dhe është shumë I kujdesshëm që në të ardhmen ai të vazhdoj të njihet si një patriot I tillë dhe që eventualisht rikthehet në skenën politike si I tillë. Ajo që duhet të ndodhë është që ai përfundimisht të përgjigjet për gjithë këtë periudhë kohore në të cilën ai ka qenë në pushtet dhe për të gjitha akuzat që atij I ndërtohen. Është e kuptueshme kjo mënyrë, domethënë, e funksionimit për shkak se Maqedonia gjatë kohë ka funksionuar në ato baza etnike që kanë sjellur deri tek ajo që popullata në Maqedoni të jetë tërësisht etnikisht e ndarë dhe bile edhe e getoizuar me zgjedhjet e drejtanishme juridike. Këtu e keni për shembull ligjin për përdorimin e gjuhëve, I cili në mënyrë të saktë dhe të qartë e getoizon popullatën dhe e bën atë federalizim nga I cili Gruevski thotë se frigohet. Federalizimi I tillë ka ndodhur qomoti në Maqedoni, vetëm se nuk është hapur I pranuar dhe mendoj që pikërisht përfundimi I një mënyre të tillë të qeverisjes është rreziku I vërtet për politikan si Gruevski, për shkak se nuk do të jenë në gjendje që më tutje të mund të qeverisin në atë mënyrë. Последните негови јавни настапи се во една посебна функција да се подготви партијата за одење во опозиција. Груевски добро знае, он е долго на политичката сцена, додека имаше на секои 4 години промена на власта, многу луѓе во тие моменти преминуваа од една на друга страна, и во деловниот свет, и во културата, и во науката, и во институциите на системот, и во друштвото на писатели. Во целото општество имаше едно прилично, би рекол, едно цветање на овие сончогледите. Ние така го викаме, едно прешалтување од една на друга страна. Сега, после 10-10,5 години владење, тоа би било прилично големо едно стампедо на заминување од партијата и напуштање, бидејќи таму не се сите активисти и сите симпатизери по линија на политичка или идеолошка припадност, туку има доста развиен клиентелизам и одредени интереси, а и закани и притисоци. Тоа ни е на сите јасно и неговите изјави веќе влегуваат во таа сфера и евентуално ако нешто не успеат да се договорат лидерите кои можат да формираат мнозинство. Тоа е неговата тактика и мислам дека тоа го прави на еден, би рекол, за нив успешен начин, но тоа ќе трае се до оној момент додека
а другите учесници на изборите не најдат модел, формула да формираат влада, односно да го конституират собранието. И по ваквото интервју на Никола Груевски, од ДУИ велат дека во опција се 5 сценарија за натамошно делување. Какви се вашите проекции за во иднина? Në qoftë se duhet të ketë një ndryshim të vërtet në Republikën e Maqedonisë, atëherë duhet t'i jepet shans një qeverisje të re, e cila do të qeverisi pas parimeve të reja në këtë vend. Është koha më që të shkojmë përtej tabuve të gjertanishme, është koha që ta tekalojmë frikën që ekziston tek popullata e Republikës së Maqedonisë, duke menduar se do të bëhet nami, do të bëhet diçka apokalipsa, në qoftë se për shembull njerëzit arrin që të kenë një përdorim më të avancuar të gjuhës shqipe në këtë republikë si qytetar të këtij vendi, dhe se kjo do të thotë zhbërje e Maqedonisë. Unë jam e sigurt që në qoftë se bëhet një koalicionim i ri, i cili do t'u jap fund këtyre temave dhe do të vërtetoj një herë për gjithmonë që edhe në qoftë se gjua shqipe që është zyrtare në këtë vend arrin që të përdoret në mënyrë të barabartë në gjithë shtetin, nuk është diçka që do ta shpërbëj shtetin, por përkundrazi do të jap shtetit një fuqi më të madhe për të ecur përpara drejt një shoqërie të mirëfillt qytetare. Unë mendoj që politikisht, domethënë një qeverisje e tillë mund të bëhet vetëm në qoftë se bëhet një qeveri politike me strukturave të cilat me të vërtet kërkojnë ndryshim në këtë vend, dhe këtu mendoj që faktikisht domethënë duhet të dëgjohet zëri i popullit, për shkak se më shumë se 600.000 qytetar kërkuan pikërisht këtë në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Unë mendoj që përfundimisht në qoftë se arrim tani ta bëjmë këtë ndryshim dhe në qoftë se qëndrojmë fuqishëm në atë rrugë të ndryshimit, atëherë do të arrim që një ditë të kuptojmë se problemet tona janë shumë të ngjashme dhe se ato kanë qenë gjithmonë të tilla të ngjashme dhe të njëjtat mund të shikojmë edhe në veprat e autorëve më me rëndësi kombëtar që janë për ne. Të njëjta gjëra mund t'i lexoni tek Migjeni, të njëjta gjëra mund t'i lexoni tek Koçoracin, tek vëllezërit Miladinov, tek vëllezërit Frashëri, dhe në qoftë se si entitete do të arrijmë që ta njohim njëri tjetrin më mirë, do të shikojmë se nuk ka rrezik mes nesh sa që ka probleme të njëjta dhe të përbashkëta. Тоа мислам дека можда една некоја тактика на ДУИ да ги држи уште 5 опции за да евентуално нели има подобра позиција во преговорите со опозицијата, односно со ЗАЕМ. Таа тактика не е добра. Ова е добро што јас го кажувам дека треба заеднички да се седне и да се направи цврст договор кој може да биде писмен и треба да писмен, кој ќе се содржи во програмата на владата за 4-годишно работење и кој ќе иде на расправа во парламентот. Таква е парламентарната демократија. Таму ќе се меѓутоа ако партиите што имаат мнозинство тоа го договорат, тие партии што имаат мнозинство во парламентот имаат мнозинство и кај граѓаните според гласовите што ги добиле, а лидерите добро знаат зошто и како на која платформа ги добиле своите гласови и тие треба одредби да ги стават и да ја одредат динамиката на нивната реализација. Она што може да се реализира со просто мнозинство во парламентот, а она што треба да се реализира со 2/3 мнозинство, ќе има сигурно големи пречки, но јас сум оптимист, бидејќи искрените заложби за иднината на Македонија се во делот на спроведување на поглавијата што треба да почнат во преговорите со Европската унија. Тука ќе се јават и старите проблеми на односите со соседите, со Грција и се тоа, меѓутоа мислам дека тоа, ако има ваква една платформа, ќе се решава на европски план. Ова недела може да биде клучна за политичкиот процес и може да го навести расплетот. Дали ќе биде така, ќе можеме да дебатираме веќе во следното наше издание. Но овде не е крајот за вечера. Напротив, останете и по паузата, следуваат уште атрактивни содржини. Посвоените деца бараат законско право да го знаат своето биолошко потекло. Да не направиме инцест на држава
и да се заштитиме и самите себе си од наследните болести. Судот во Страсбур пресудил дека недостапноста на информациите е грубо кршење на правата на детето. Постои пракса во оваа област која што треба да ни биде некаков знак, некаков патоказ, ние да го промениме нашето законодавство. Во пресрет на денот на љубовта, колкумина го забележале Скопскиот мост на љубовта. Не знам да ти кажам право. Прв пат ги гледам. Тие катанци ги стават за љубовта. Во Париз, љубовта натежна на мостот, кај нас ни на мостот, ни во животот. Не е лесно да се биде среќен во несреќно општество. Се враќаме со емисијата 360 степени. Посвоените деца во Македонија се организираат во иницијатива со која бараат законски измени за да имаат пристап до информациите за своето биолошко потекло. Актуелното законско решение го забранува тоа. Нивните главни аргументи се дека со сегашната легислатива постои ризик од инцест и од опасност по нивното здравје со непознавањето на семејните болести. Какви се споредбените искуства во Европа? Темата ја истражуваше Зоран Јовановски. Зошто родителите ме оставиле? Имам ли браќа и сестри? Што ќе се случи ако го побарам моето биолошко семејство? Ова се прашањата што често се ги поставуваат децата кога ќе дознаат дека се посвоени, но тешко доаѓаат до одговори. Да не направиме инцест на држава и да се заштитиме и самите себе си од наследните болести. Во законот пишува: посвојувањето е службена тајна. Институциите не даваат податоци за семејната историја. Нашиот одговор е секогаш согласно на што го диктира законот. Од првата детска амбасада меѓаши велат дека со ова Македонија ги крши правата на децата. Препораки на Комитетот за правата на детето на Обединетите нации при Женева јасно упатува до членките подписнички на оваа конвенција дека децата треба да си ги знаат своите биолошки родители, тоа не треба да биде службена тајна. Дали државата ќе ги следи меѓународните практики или попусти ќе бидат напорите на посвоените за измени во законската регулатива? Дека сум посвоена, дознав од мојата 8 година, ми кажаа моите родители. И сето тоа го прифатив многу нормално, како што би го прифатило едно дете во рамки на своето семејство, кое што многу го сака и му пружа љубов и поддршка. Прво беше како еден шок, што стана работава. Дали навистина овие родители не се тие што ме родиле. Ама после тоа се совземав и добро што е тоа е, супер е што имам семејство кое ме сака, ми дава дом, потпора, ме гради како личност. Марија е од Велес. Има 24 години. Веќе и самата е мајка. Почувствував потреба да ги побарам моите биолошки родители искрено кога останав трудна и кога го родив моето дете, зашто тогаш најубаво го сваќав мајчинството, како е всушност да носиш дете и да го родиш. И така започнала потрагата. Од различни извори добила информации, чија точност Марија се уште ја проверува. За биолошките родители и за своите роднини кои вели дека ги има во неколку градови во земјава. Со дел од нив веќе стапила во контакт. Се доаѓа до вистината, затоа што Македонија не е голема држава, градовите не се многу големи, секој со секој се познаваме, знае кој има родено и дадено дете и така може да се најдат. И нормално со ДНК тестирање. Се завршува со ДНК тест. На Марија е важно да си го знае минатото, за да ги има податоците за евентуални семејни болести, кои можат да се пренесуваат од генерација на генерација, но и поради опасноста од инцест. Сега кога си мајка, се викаш, добра, што ако син ми утре си дојде дома и се ожени со негова прва братучетка?
Значи, има инцест, а јас како мајка не го знам, не можам да го заштитам и заради тоа ја почнав целата потрага. И среќа што испадна се успешно, ги дознавме кои се знаеме сега, можам да го заштитам син ми, затоа што има случаи каде што не се знаат први братучеди или не дај Боже брат и сестра влегуваат во брак и што направивме тогаш. Посвојувањето во земјава е уредено со закон за семејство. Членот 123 вели дека податоците за заснованите посвојувања се службена тајна. Токму поради ова законско решение, неуспешни биле обидите на Марија во Центарот за социјални работи да добие информации за биолошките родители. Прашав за наследни заболувања, да ми каже, за да не морам да одам и да ги правам тие болести, да заштедам и на време. Ама, за жал, помина неуспешно, не ми го даде досието со наследни болести, значи јас не барав од неа да ми каже кои се моите биолошки родители, нивниот идентитет. Меѓутоа, барам за наследните болести мора да се знае, затоа што некои се од животно загрозувачки карактер. Нарциса Тунтева ја направила Facebook групата BioFamily. Сега има околу 2500 членови, кои ги објавуваат своите податоци и фотографии, надевајќи се дека ќе ги најдат своите корени. Деца кои дознале дека се посвоени, си ги бараат биолошките родители. Има и случаи кога и родители си ги бараат децата, од кои некогаш се откажале. Здраво, добри луѓе! Ве замолувам доколку го видите овој човек, татко ми, кој мислам дека се наоѓа во Скопје, да ме известите на телефон. Многу сакам да стапам во контакт со него, а не можам да го најдам. Станка е биолошката мајка. Ја споделувам приказната од девојката која ја бара, зашто со споделување може ке се најдат. Цели 15 години се бориме за да ја најдеме нашата кирка и се уште немаме никаков одговор од институциите во Македонија и од медицински аспект не можеме да добиеме никакви информации за нашата кирка, бидејќи ни се затворени сите врати. Многу сме осудувани, значи збориме нели членовите кои што си ги бараат своите родители, деца, најчесто мајките ги бараат своите деца. И тоа мене ме зачуди фактот што има мајки кои што имаат веќе формирана фамилија, значи по 2-3 деца со брак, значи сосема нели друго, кои што си ги бараат своите деца. Значи јас од тоа сум стварно фрапирана, затоа што претходно сите ги осудувале тие мајки, значи најчесто ќе кажат не ја барај својата биолошка мајка, таа те напуштила и ред други работи. Не е секогаш така, како што ние мислиме дека е, бидејќи постојат многу причини. Универзитетскиот професор Елена Игновска посочува 2 случаи од Европскиот суд за човекови права, кои смета дека треба да ни послужат за пример. Во првиот, од Иевар против Франција, судот констатирал дека земјата се грижи како за правата на детето да го дознае своето генетско потекло, така и за приватноста на биолошките родители. Тужителот можел да се обрати до соодветниот национален совет, која прашува биолошката мајка дали сака да го запознае своето дете. Се дојде до заклучок дека државата праведно ги балансирала трите засегнати интереси, односно интересите на мајката да остане анонимна, интересите на детето да знае и јавниот интерес, она што ви го споменав, да нема илегални абортуси, да нема напуштање на децата. Во друг случај пак го дели против Италија. Судот констатирал дека земјата, слично како кај нас, апсолутно забранува пристап до информации за биолошките родители и дека тоа е грубо кршење на правата на детето. А таквиот закон ја заштитува само приватноста на родителите. Не мора да се дојде до ситуација да не изгубиме случај пред Европски суд за човекови права. Доволно е тоа што еве постои пракса во оваа област, која што треба да ни биде некаков знак, некаков патоказ, ние да го промениме нашето законодавство. Со опасноста од зачестени инцестни врски се соочуваат речиси сите помали држави. Например, Исланд, која има околу 330.000 жители, изработиле телефонска апликација. Со едноставно внесување лични податоци, секој исландјанец може да си го провери семеното стебло до длабоки корени.
И од меѓаши посочуваат дека со актуелниот закон се крши членот 7 од Конвенцијата за правата на детето, според кој тоа има право да го знае своето генетско потекло, а државата има обврска да му овозможи пристап до тие информации. Македонија, која е потписник на таа конвенција, се уште не го согласила своето национално законодавство. Се создава неоправдано лутина и без кај нив зошто тоа не им се кажало на време и зошто мора да биде тајна. Многу едноставен пример, може да се влюбат во крвно сродство, тоа е инцест и може да настанат и многу потешкоти. Децата треба да си ги знаат биолошките родители и по генезата, едноставно треба да знаат со какви се болести или ситуации се среќавале нивните родители, имаат потреба да градат контакти со поширокото семејство и на овој начин мислам дека децата се обесправени и не им се дава можност да ги дознаат биолошките родители вака како што е поставен законот за семејство. Дом за доенчиња и мали деца во Битола. Покрај центрите за социјални работи, ова е една од институциите во кои се чуваат доверливите податоци за посвојувањата. Во домот има околу 70 деца, половина од нив бебиња. Многу од посвоените, кога ќе пораснат, повторно се враќаат тука. Овој пат, барајќи информации за своето биолошко потекло. Сум имала искуство да е тоа една некоректна ситуација која што завршувала дури и со определени закани, во смисла на тоа дека ние еве ги знаеме податоците, но не сакаме да ги дадеме од некакви тенденциозни причини и се обидуваме, верувајте, со сите наши расположливи информации кои што се од јавен карактер да им дадеме до знаење дека станува збор за исклучително чувствителна проблематика, сензитивна проблематика, која што најпрво законот не дозволува да биде како таква презентирана, а од друга страна, доколку биде презентирана по некакви алтернативни патишта, значи кои што го избегнуваат законот, тогаш тоа може да роди со негативни последици како за институцијава и одговорното лице во неа, но и вработените кои што би одделе таква тајна, но исто така и за самото дете кое што ќе ја разбере информацијата и истата би можело да ја употреби на несоодветен начин, заради тоа што тоа не е една осамена страна во таа приказна. Од другата страна секогаш се наоѓа биолошкиот родител или биолошките родители. Ајде, мамичка, братче ми Од Министерството за труд и социјална политика не информираат дека до нив не е доставена иницијатива за измени во Законот за семејство. За и посвоените деца да имаат право на информации за своето биолошко потекло. Ако добијат таква иницијатива, велат ќе ја разгледаат и потенцираат дека сегашните законски одредби се донесени поаѓајќи од социокултурното ниво на граѓаните и традиционалниот начин на живење. Што и да значи тоа? Ако сме сите обединети, верувам дека ќе успееме, затоа што неопходно е да има измени во законот. Значи, ние како посвоени деца, тоа што го бараме нашиот корен, нашето биолошко потекло, не значи дека ние не ги сакаме нашите посвоители. Напротив, едно дете кога дознава дека е посвоено, тоа развива уште поголеми чувства за своите родители, затоа што тие се неговиот живот и свет. Во пресред на Денот на љубовта го отвораме прашањето. Колку ја има во Македонија? Како општата атмосфера и политичката неизвестност влијаат на среќата и љубовта во општеството? Еве пред Свети Валентинската сторија на Славица Филиповска. Мони и Виктор се еден од многуте влюбени парови кои на оградата на мостот Мајка Тереза во Скопје оставиле заклучен катанец. Клучот традиционално се фрла во вода, а катанецот останува да сведочи за нечие ветување за вечна љубов. Колку Скопјани го забележале нашиот мост на љубовта?
мислите овие катанци, зошто се на мостот тука? Кој? Не знам да ти кажам право. Тие катанци ги стават за љубовта. Као заљубljeni. Дел од граѓаните во катанците гледаат поинаква символика. За среќа и да заклучиме Македонија и владава више да биде, ако биде нешто држава. Иначе не знам више што да речам. На некои од минувачите пак, позната им е традицијата од светските метрополи. Па предполагам дека е тоа она приказна љубовни катанци што ги врзуваат, што сум го гледала на во други градови, ама сега е веќе нас почна. А зашто тоа беше надвор некојаш нели од државата. Сега и кај нас за да падне побрзо мостот. Град Скопје не стравува дека оградата ќе падне. Велат дека засега нема толку многу катанци. Но љубовта, и тоа како натежна во романтичниот Париз, па градските власти беа принудени да ги вадат оградите тешки повеќе од 45 тони. Нашиот мост на љубовта го нема ниту на туристичките мапи во Скопје, бидејќи се уште се смета за недоволно атрактивен. Тука ги запознавме Григорија и Иван. Млад влюбен пар кој не обрнал внимание на катанците. Заедно се скоро една година и веднаш прифатија да ни ја раскажат нивната љубовна приказна. Иван го забележав на најнештите студентски протести кои што се случува во Скопје. Скоро сме заедно една година. Јас после, откако го забележав, се обидов да го најдам на социјалната мрежа Facebook, па преку наш заеднички пријател го најдов, да речам, и го догледав. Тој ми имаше, тој го направи првиот чек, да речам, ми пристапи, ми пиша, па потоа излеговме на кафе и така се одвива работите. Иван и Григорија се трудат нивниот социјален живот да биде што поисполнет, иако велат дека сликата околу нив е поинаква. Не е дека младите луѓе не излегуваат воопшто, и меѓутоа и кога одат во посета на разни кафулиња, дискотеки, сепак се чувствува некаква напнатост помеѓу нив, некаква неисполнетост, така што мислам дека и тоа не е тоа што треба да биде. Ете, среќен сум во врската која што имам, но сепак сметам дека не е лесно да се биде среќен во несреќно општество. Така што џабе не е нас индивидуалната среќа, ако секаде околу нас гледаме луѓе кои што не се исполнети, кои што само брзаат некаде, а постојано доцнат, нереализирани со разни проблеми. Она што Иван го нарекува несреќно општество, всушност е покажано и во меѓународните студии. Според индексот на среќа, македонците се сместени во најнесреќните на Балканот. Неопходна е радикална демократија, за да живееме поинаку. Вели теоретичарот на култура и активист Славчо Димитров, според кого политиката има влијание во се. Огромен умор постои помеѓу луѓето и губење на верба во можноста за промена. И тоа е една ситуација која што политичарите можат многу лесно да ја манипулираат. Актуелната власт може до бесконечност да креира едно одложување на решавање, да речеме, на така наречената криза во која што ние живееме. А бесконечното одложување само ќе го зголемува и проширува уморот кај луѓето и нивната желба генерално за промена и капацитетот, енергијата да влезат во покренување на какви да било иницијативи за промена. И тоа е највидливо на секојдневно ниво кога ќе прошетате низ градот. Димитров вели, нужно е меѓусебно да се разбереме и да се прифатиме такви какви што сме, а државата треба таквиот начин на размислување да го поддржи, но и самата да го поттикне. Некои од најзначајните политичко-филозофски списи кои што даваат параметри, насоки за тоа како да се мисли, да се уредува државата или животот во заедницата, тргнуваат првично од претпоставките за тоа што е пријателство. Дека живењето во заедницата е секогаш засновано на моделот на пријателството. Ке смогнеме ли сила да живееме во меѓусебна барем базична емпатија и да продолжиме со животот овде? Со Григорија и Иван го завршивме снимањето. Заминаа со надеж дека нешто ќе се промени. Во спротивно велат, можеби нашето следно видување ќе биде во странство. На нашиот мост на љубовта, катанците на влюбените уште не натежнале. Веќе знаете, редовна содржина и вечерва е саботажата на Сречко Поповски. Да видиме.
Почитувани, вечерва разговараме со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Прв пат сте во студиото на телевизија Нова, а ова е ваше прво телевизиско интервју по подолг период по изборите. Не е дека не бев присутен во јавноста. Еве, тоа никогаш не сум имал шанса вака да го зборувам. Нели луѓе гледаат дека почнав да одам на суд, почнаа да ме нарекуваат овинетиот. Ајде да направиме една ретроспектива, односно мини анализа. Самиот факт што одиш во суд, граѓаните го гледаат со скепса. Што оди на суд, сигурно има нешто. Ели, многу луѓе така си викаат. Што оди у суд, има нешто. Мора да е нешто крив. Предпоставките во јавноста се можеби станува збор за подкуп. На некој начин почнавме прекјутно тоа да го практикуваме. Имавме дилеми, но на крајот почнавме да го практикуваме прекјутно. Иако никогаш не сме подпишале нешто такво. Но еве деновиве гледам дека некои медиуми веќе почнаа да откриваат некои работи. Но еве тоа се бројките, тие се фактите. Немојте да мислите дека не знаев дека еден ден некој ќе ме нападне за тоа. Мислам на еден поголем напад, не мислам на вербален. Како што и видовме во изминатиот период. Ја бев свесен за тоа. Јас затоа на носи го издржав. Времето ќе покаже, мислам ништо нема да остане скриено. Се ќе биде со тек на време откриено. Имате сила уште да се борите? Апсолутно, повеќе од било кога. Не се лажи. На никој не троши толку пари, толку енергија заради забава. Секој тоа го прави заради одредена цел. Веќе наслутувавме дека тоа може да биде една сериозна пречка и дека некој нема да пропушти да се позанимава со тоа. Но не го зборувавме тоа гласно. Но сепак да не заборавиме дека и вие ставивте подпис за формирање на СЈО во Пржино. Наша грешка беше што не доволно обрнавме внимание на тоа. Јас за тоа во партијата пред година-две отворив една дискусија и предложив одредени чекори и мерки, но не ми помина. Тоа моите соработници добро го знаат и денеска се подсетуваат на тоа, но како и да е, тоа е наша заедничка грешка, тоа не можам да си изземам од тоа. И имате поддршката во партијата? И сега и тие се во една непријатност, во една непријатна ситуација и се на дилема, се во, како да речам, во искушение. Значи, врзани им се раците, но не е како што беше. Бидејќи се плашат што ќе биде, како ќе биде, неизвестност. Господине Груевски, вие ли сте пречка? Вака да ви кажам. Секако дека како политичар, председател на партија, председател на влада, имам непријатели. Затворени се вратите или не? Јас пред некој ден во едно интервју, односно не во интервју, во разговор со еден дипломат, кажав, и ако во иднина некој ми дојде во штабот, ќе го истерам во штабот и ќе го направиме. Дали вие, господине Груевски, сте подготвени да одите во опозиција? Ќе видиме под какви околности ќе биде тоа. Се разбира дека очекувам, затоа што тоа е наше ветување во кампањата. Ќе биде ли тешко ако одите во опозиција, бидејќи знаеме дека 10 години вашата партија е на власт? Модерно е. Кој е против ВМРО повеќе, тоа е по-онака по-модерен, по-фенси. Ви благодарам за убавите зборови. Благодарам, ми беше задоволство. Секоја се трудам да биде што е можно подиректно и апсолутно искрено. И крајот во знакот на почетокот. Благодарам што бевте со нас и вечерва. Ќе се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.